Годинава за рударството во истокот почна тешко. Цените на металите на светските берзи се загрижувачко ниски. Тон никел се продава за $9.500, олово-цинковата руда е со цена од одвој $2.000, а бакарот е со цена пониско од $5.000 за тон. Ова работата на рудниците во регионот ја прави исклучително тешка и неизвестна. Тоа е нешто на ниво, практично на ниво на цената на чинење, нешто малку изнад нивото на цената на чинење и тука се овозможува само, да кажеме, проста репродукција. Редовно да работиме, редовно да ги исплаќаме обврските и платите, но не останува за таа развојна компонента. Доброто менеджирање, водењето сметка за секој денар и домакинскиот ЕСА беа причина Бучин првите 3 месеци да ги заврши со позитивно салдо, но пари ќе се нема за инвестиции. Ова секако не е добро, зашто без нови вложувања векот на рудниците не е долг. Имаме рудни резерви до 19-20 година. Правиме сега дополнителни истражувања внатре во концесискиот простор да го продолжиме векот на работа на Бучин до 2022 и 2023 година, но за да работи подолгорочно Бучин, неминовен е рудникот Боров дол. Од друга страна, Добрево и Тораница треба да се рестартираат во услови на најниска цена на оловото и цинкот во последните неколку години. Ова не е охрабрувачки, но и покрај тоа од новиот концесионер Минстрој најавуваат дека работите ќе одат на добро. Многу е важно когато произвеждаш нешто да има пазар. Најважно е она што го произведуваш и да го продадеш. Ние имаме сигурен пазар и наплата. Ти можеш да правиш својот план за инвестиции напред. Тоест ние го затвораме целиот циклус од производство, транспорт до Пловдив и добивање на метал. Тоа е нашата предност пред сите останати и така може да го направиме планот за инвестиции. Нашето предимство пред другите може би тоа, че имаме и топилница во Българија, т.е. имаме целиот цикл. Состојбите во рударството не се неважни за регионот, зашто се работи за една од носечките стопански гранки. Од вкупната добивка од стопанството припаѓа на рударството и енергетиката, а 3 до 4% во GDP-то. Значи, составо структурата во GDP-то е рударството, може да кажеме, енергетиката се најзастапените гранки и најдоходовните. Во источниот регион има 4 активни рудници, а според Државниот завод за статистика, рударството и вадењето камен во февруари годинава е со пораст од 7,9% во однос на истиот период лани.